Значи, свативме дека држава без обвинителство не може да функционира. Тоа обвинителство беше во некој зимски сон, во некоја клиничка смрт и СЈО ги освести дека сепак постојат кадарни луѓе кои што ќе преземат определени действија. Она што мене ме разочарува е што ние сега, година и пол како е формирано СЈО, ако не и повеќе, 3,5, ние сме се уште во една магловита ситуација. И се го поставам прашањето кому му е во полза ваква една недефинирана ситуација со обвинителството генерално земено. Кој тоа настојува да ја обесили јавно-обвинителската организација, да ги обесхрабри обвинителите и понатаму да се наоѓаме во една состојба каде што профитираат токму оние обвинети од СЈО. Значи, тоа ми е мој впечаток. Ја долго време тврдам дека секоја случајност на Балканот е намерна. Нема коинциденција кај нас. Точно се знае зошто е тоа така и кому се тоа му одговара и кој профитира од целата ваква состојба каде што ние настојуваме нормативно да решиме нешто што политиката не знае да го реши. Правото одамна е инструмент на политиката, на жалост. За мене е сеедно дали ќе биде еден закон, посебни закони, дали ќе има 2 одредби тука и 3 одредби онаму, ние концептот треба да го решиме. Мора да ни биде на сите јасно, кристално јасно, дека специјалното јавно обвинителство мора да продолжи да постои. Ако сакаме да бидеме правна држава и да бидеме држава која што владењето на правото ќе оди понатаму, еве го решивме името, конечно, фала му на Бога, да продолжиме сега да живееме понатаму, да го градиме системот, ние не смееме да го простиме криминалот. И затоа мислам дека член 22 не води кон застарување на гонењето. Несреќно решение, политичко смислено, точно од тие кои што се сега обвинети од СЈО. Има ли обвинет кој што има гај некакви симпатии кон обвинителот? Мислам дека е илузорно. Значи, член 22 не значи застарување на можноста да се. Не смее да значи. Таквото толкување води кон тоа да политиката доминира над правото. Тие предмети ги преземе редовното обвинителство, ако веќе така го толкуваме членот 22. Многу работевме, на крај излага дека ништо не сме сработиле, сега имаме нов закон. И специјалното јавно обвинителство се бори за местото под сонцето кое што во меѓувреме го докажа. Значи ги имаме преземените действија, имаме кадар, имаме институција. Ништо не е исклесано во камен, па не решенијата во стратегијата. И ако се реши да се спојат обвинителствата, да се користи, впрочем, она што е ресурс на специјалното јавно обвинителство е ресурс на целото обвинителство. Значи тоа треба да се користи и едноставно тука да не постои никаква пречка да истражителите, па јавниот интерес е еден, ние како граѓани сакаме да бидеме заштитени од сторителите на кривични дела. Знаете како кај нас изгледа дека сте криминалец за 200 евра, ама за 2 милиони евра сте нешто малку повеќе. Од тука не гледам пречка да она што е бенефит од СЈО го користи целото јавно обвинителство. Не е СЈО надвор, во тој дел не сме да биде толкувано дека се тие ресурси надвор од системот и делот на истражителите и делот на преземањето на действија. Така што, додека ние зборуваме концептуално, дали ќе биде еден закон, 2 закона, посебен закон, ваков закон, онаков закон, како да провејува некое настојување да се минимизира значењето на СЈО, па дури и да не постои. Тоа сметам дека е погрешен план. Политичарите изгубија компас во овој дел. И тука се согласувам, ЕНЕР, немојте да го читате ЕНЕР. Значи, тој служи за дезинформација. Ако ЕНЕР ви е дезинформација, се прашувам ја каде да добием информацијата сега. Споредете од ЕНЕР и споредете службен вестник, тоа ви е црно-бело. Значи, не читајте ЕНЕР, затоа што нема да бидете информирани кон што одиме. Тој компас што го изгубија политичарите од X причини, не навлегувам која е причината, нас не доведува во една ситуација да ние година и пол се мачиме нормативно да решиме прво состојбата онака како што го толкуваме, уставот дека треба да биде една организација, дека еден е јавниот интерес, нема јавен интерес што гони редовно обвинителство, друг јавен интерес за кој што го штити СЈО, тоа не постои и секој што сака тоа да го пласира има други намери, не му е целта
расчистување со криминалитетот. Нас ни требаат долготрајни казни затвор на сите оние сторители кои што се обвинети од СЈО. Нас ни треба конфискација на имот и здрави финансиски истраги, за да сватиме дека постоело право, постоела и правичност. Ние немаме чувство за правичност во државава наша. И сваќаме дека криминалитетот почна да се исплати, тоа е опасно. И се уште сме во сивата зона, ќе биде ли СЈО, нема ли, мислам дека е тоа апсолвирано прашање, СЈО мора да остане да постои. А како ќе го решиме концептуално, тоа е веќе и како да го подигнеме генерално обвинителството на здрави нозе. Ова што го каже и колегата Витларов. Па ние 4 години, 5 години зборуваме за недостаток на кадар и никому ништо. Кому му одговара слабо обвинителство? И мислам дека одговорот го знаете, а не ви кажам иницијали или цели имиња. Точно знаеме кому му одговара ваквата матна состојба со обвинителството. Да едните се срозаа до тој степен да не испадне вулгарно, ама со немиени раце не може да бркате да ја откривате криминал. Ете, на тоа на крајот ќе се сведе ова што претходно го зборувавме. Значи, ме радува што има нов закон. Навистина ме радува што и специјалното јавно обвинителство пак сега не се дава во целава ситуација да едноставно се избори за она како понатаму тоа ќе изгледа. И тука мора да имаме една максимална колегијалност на сите. И во тој посебен закон што сме веќе хендикепирани да го имаме пред себе. Ние во Законот за јавно обвинителство што го работевме, го инкорпориравме од аспект на надлежност и навистина настојувавме ги поделиме надлежности. Да се знае, не може за силување што ќе го изврши избран именуван функционер СЈО да одлучува. За тешка кражба што ќе ја стори избран именуван функционер, да се трошат ресурсите на СЈО. Значи не може. Затоа преширока надлежност не. Затоа е специјално, инаку ќе биде редовно. Па ставивме алтернатива. Ќе се формира со закон посебно обвинителство. Значи никој не спори потребата да постои специјално обвинителство со определен специјален, ама специјално обвинителство со специјален мандат и надлежности и организација. И тука рековме, она што е надлежност според посебниот закон кој што е се уште во сила, да остани понатаму. Мора да се расчисти. И мислам дека сите дилеми што провајуваат во јавноста деновиве, па го сакате и највисокиот суд тука се става функција повеќе на политика од што направа да расправа дали некои докази биле докази, не биле докази. Тоа е апсолвирано прашање, имаме етаблирана судска пракса. Пресуди имаме неколку, пресуди имаме. Значи за тоа е вон домет на понатамошна расправа. Го расправивме 2017 година дека она што го има како условно речено бомбите мора да бидат дел од доказниот материјал. Не може на нив да заснивате пресуда, меѓутоа дел од доказен материјал и никој тоа не сме да го исклучи.